Темата што денес ќе имаме почитувани, ќе не врати неколку илјаде години назад. Ќе размислуваме за робови кои го следаат Бога. Ќе стане збор за израелците кои биле 400 години во робство. Секој втор ден личел на претходниот како јајце со јајце. Станувале рано наутро, едноставен појадок, а потоа ги чекало израелците тешка физичка работа. Правење на ист број опеки или цигли кои биле барани од нив. А наградата била иста секој ден. Вечера и кревет за одмор. Веќе 400 години се повторувала истата сцена. Немало човечки грб на израелците кој не бил изударан од камшиците на нивните предпоставени. Секој имал белек, дури и младите, жените и децата. Секојдневно можеле да слушаат исти наредби. Работи, не ленчари, доста одмаравте, свршете ја побрзо работата. По улиците на Египет, ако сте биле во тоа време, ќе може да ги приметите старите израелци, полуголи робови со плашени изрази на нивните лица. Со засушена кал на нивните лица, по нивните тела. Единствена мисла, која најчесто се појавувала во нивните мисли, била која ќе пристигне ручекот, која ќе биде вечерата, кога ќе си заминеме дома во нашите шатори, во нашите куќи. Од постарите израелци, некој се занимавал со она што било во минатото. Се сеќавале на Аврама, се сеќавале на нивните патријарси. Некој размислувал дури за Исак и Јаков и нивниот Бог. Некој размислувале за Божето ветување дека еден ден ќе отидат во ветената земја и ќе бидат слободни граѓани. Но сето тоа го прикинувало камшикот на нивните предпоставени. Ајде, не ленчари, зошто не работите? Станувајте, правете цигли. Ова приказна, почитувани, се повторувала, вели Библијата, полни 400 години. Но токму во тоа време се појавил еден човек од нивната раса, од нивното обкружување, се појавил еден евреин. Еден ден тој се состанал со старешините израелски, на таен состанок, да им прикаже план, да им покаже пат на излез дека еден ден може да бидат слободни само ако му веруваат не нему, туку на оној кој го испратил, а тоа бил Бог. Тој се сретнал со тие старешини, им зборувал со авторитет за Божите ветувања. Сепак, тие го гледале, а не може да го замислат и да предпостават дека тоа е стварност. Тие мисли дека тоа ќе биде само една обична бајка или приказна. А тој човек им зборувал дека имал средба со Бога. Иако тие не му верувале во целост, сепак кај нив се потикнала она желба, она волја, она надеж дека сепак еден ден може да бидат слободни. Ајде да отвориме втора книга Мојсеева и да видиме што овој човек, Мојсей се викал, дошол кај нив и направил состанок, таен состанок, еве што им кажал. Ајде да отвориме втора книга Мојсеева или Излез, глава 6, стих 9, вака вели текстот. Мојсей им кажуваше на израелците, ама не сакаа да го слушаат. Духовите им беа заматени од тешкото робство. Овде Мојсей дава интересни информации. Вели, не му верува, а нивните духови, односно нивните умови биле затапени, оптеретени со секојдневната робска работа. И вели, не му верува, интересно. Заматени им беа умовите од тешкото робство. Тој им рекол дека дошол да ја пренесе веста од Бога, дека еден ден може да бидат слободни. Но тие, браќи и сестри, на жалост, вели текстот, не му верувале во целост. Тој им рекол, дошол по наредба на Бога, да им ја пренесе таа вест. А некои си рекле меѓу себе, овој човек е навистина луд. Сака да оди дури кај фараон. Делува нормално, но сепак тој луд бил конечниот заклучок на овие старешини израелски. Тоа биле робови кои дошле
на покана на Мојсей да ја слушнат веста дека постои ден и момент кога ќе бидат слободни, а тие си рекле, овој човек навистина делува како да е нормален, но сепак тоа е невозможно. Да се ослободиме од робството, од камшикот на фараон, нема шанси, си рекле старите робови. Иронијата, почитуваме да биде уште полоша, израелците ненормалното и неприродното го правеле нормално и природно. Животот во робство за старите израелци им станало нормална работа. Главна цел и желба кај старите израелци била храната, на време да дојде, спиењето и ништо друго. И правене исти број на цигли. Но, почитувани, трагедијата на духовниот Израел денеска на Христовата црква е слична. И денес ние сме робови на гревот. И денеска доаѓа Светиот Дух и ни вели, може да бидеме слободни, само ако му бидеме послушни на Бога. А ќе се појават некои поединци ќе кажат тоа е невозможно. Кој може да отиде на небо? Еден човек кога разговарав дека ќе се замине на небото, вели, па нема лифтови, како ќе одиме? Па нема авиони. Значи, луѓето тоа го стават во рамките на човечкиот ум, како ќе се патува на небото. Денеска Христовата црква исто така поставува ненормални прашања, како што поставувале старите робови на Мојсеја. Денеска опростувањето, почитувањето на братот и сестрата станува теорија, а се помалку пракса. Денеска покајанието од се срце и воздржување од гревот станува реткост. Животот нова земја, почитувани, станува алтернатива, а небото за некој нестварен сон. Денеска грижите многу од нас се врзани или не врзуваат за земното и се помалку за небесното. И знаете што? Најголема трагедија за телесните израелци била во тоа што Бог не бил во нивните животи. Тие само гледале храна да има доволно, да набават доволно плева, за да прават цигли и навечер да се одморат. И утре повторно истата приказна, полни 400 години. Да му се каже на фараон, пушти го мојот народ да одиме, да се молиме таму на таа света гора, навистина тоа би било смрт за таквиот човек. Или тоа може да го каже само луд човек или пак Божи човек. Да му се каже на некој водач дека ќе одиме во ветената земја, може само тоа некој да го сонува, а во стварност тоа никогаш нема да се оствари. Зошто тоа било ненормално почитувано или чудно некој да ги изговори таквите зборови во тоа време? Затоа што било ненормално некој да бара од фараон да ги пушти своите робови, својата работна сила, за да бидат слободни. Да нема повеќе тепање, да нема робски живот, да се биде слободен. Но сепак, за да се оствари на таква работа или таков план, потребна е визија. Денеска луѓе со визија просперираат во општеството, во бизнисот. Тие што имаат визија, што гледаат многу подалеку од сегашноста. Требало да се собере сила и да им се објасни на старите старешини, на израелците, и да се отиде кај фараон и да му се прикаже целиот план, дека Бог бара, не Мојсей, Бог бара преку Мојсей да израелците бидат ослободени и да се вратат во ветената земја. Но на жалост, на прв поглед, ниту старешините Израелови, ниту фараонот не биле подготвени да го прифатат овој план, бидејќи бил премногу радикален. Знаете, зборот радикален е збор кој укажува на нешто што не е нормално во тие мигови или не може да се оствари. Кога планот почнал да се остварува, за израелците се потешко и потешко им станувало во живењето во Египет. Значи, кога тој план почнал да се полека одмотува, фараон им барал повеќе цигли и му кинал плева, што била носена од страна на фараон. Сега тие морале сами да отидат во полето и да жнеат таму трева, која се претварала во плева и потоа правеле цигли. Кога планот почнал да се остварува, тие биле повеќе тепани, повеќе работеле. Иако според планот кој го донел Мојсей требало да биде сосема поразличито. Почитувани, радикалните планови се многу опасни. Ако во нив не е присутен Бог, ако ние денеска правиме план и во црква, и во
svoj život. A ako ne je Bog prisutan, to je radikalan plan, možda bude na šteta na mene ili na tebe. Ili to je plan da se teško ostvarova. Tekst od Biblията veli, ako Gospod ne go gradi domot, vzalud se trudat oni koji go gradat. Ako Gospod ne go čuva gradot, vzaludno ne spije straža. Znači, u svite naši planovi, pa neka bijati radikalni, treba na prvo mjesto da bide Bog. Бидејќи ние самите не можеме ништо да оствариме. Еден фармер одгледувал кокошки. И така во шума пронашал едно мало орле. Мала птица, орел. Го вратил, го однесол дома и го пуштил меѓу пилињата, меѓу кокошките да живее. Орлето јадел со кокошките и потполно се прилагодил на нивниот начин на живење. Еден ден во посета на овој фармер дошол еден негов пријател. Ги видел кокошките и приметил орел помеѓу нив. Тоа не е кокошка, тоа е орел, рекол човекот. Точно, пријателе, тој е орел, ама тој сега мисли како кокошка. Тој јаде како кокошките, по својата природа тој веќе не е орел. Тој јаде храна како кокошките, го работи она што тие го работат како кокошките. Тој веќе никогаш не може да лета. Ти се лажеш, му рекол пријателот на својот пријател. Тој се уште го има срцето на орел. Ако е со кокошките, ако нема визија и план, но дај му прилика, ќе видиш дека тој понатаму орел. И така еден ден двајцата го зеле орелот и го однеле високо горе во планина. Се качиле на една карпа и го поставили на еден камен. Орелот кога ја почувствувал ширината на хоризонтот, крикнал неколку пати, ги раширил своите крилја и летнал кон небото. Почитувани, Мојсей бил и неговите сограѓани биле орли меѓу кокошките. 400 години тие кловале, правеле опеки, правеле цигли. Но сега Мојсей, како роб кој дошол на Божи потик, со Божи план, иако радикален, со Божја визија, Мојсей бил Божи визионер. Да не бил Бог присутен во неговиот живот, навистина тој би бил лудак или сонувач да отиде кај фараон и да бара дозвола, слобода за својот народ. Но присуството Божие се гледало во животот на Мојсија, во животот на целата еврејска нација. Присуството Божие меѓу народот укажувало на неколку работи. Број 1. Фараон конечно ја губи контролата над робовите, од кои има голема полза, голема корист. Број 2. Они кои биле робови ќе станат слободни. Благодарение на Божјата интервенција, благодарение на Божјата сила, но и на човекот со визија, а тоа бил Мојсија. И трето, фараон и Египет биле немокни да ги спречат робовите да заминат, бидејќи Богот на Мојсей правил чуда. И сега прашање за нас денеска. Што се случува со Богот на твоето срце и со Богот на моето срце? Бог никогаш не се задржува сокрен во животот на една личност. Тој го користи и сака да го користи твоето и моето срце, момче и девојко, брат и сестро, за да се всели во друго срце. Но дали ти ќе дозволиш преку твоето срце да се создаде ново срце кој ќе чука за Господа? Дали ќе му дозволиш да преку тебе Бог доведува поданици од темнината кај царот на светлината? Дали му дозволуваш да преку тебе робовите на овој свет, да робовите на гревот ги претвори во слободни во Христа? Дали тој во твоето срце ставил визија и идеи од кои другите ќе имаат полза? Тоа се прашања на кои денеска треба да дадеме одговор. Да му дозволиме на Бога да го користи моето и твоето срце како полигон, како лансирна рампа, да може преку Светиот Дух да делува на другарите, на пријателите кои се дружат со мене, односно со тебе. Кој бил тој радикален план кој Бог го дал на Мојсија да го изврши? Ајде да читаме понатаму во втора книга Мојсеева, тука сме, значи 6 глава, од 6 до 8, еве го планот. Ке ве доведам, Мојсија му објаснува на старешините.
Ке ве доведам во земјата за која се заколнав, дека ќе ми ја дадам на Аврама, Исака и Јакова и ќе ви ја дадам во наследство, јас, Господ. Читаме понатаму. Мојсим го кажа тоа на израелците, ама не сакаа да слушаат. Духовите им беа заматени од тешкото робство. Целта била, почитувани во овој радикален план, да станат слободни, за кој копнееле 400 години. Планот бил да, како слободни луѓе, да имаат своја земја, своје знаме, свој јазик, своја слобода, да живеат и да му служат секако на Господа. И трето, конечната цел на планот била да робовите станат Божи следбеници, Божи народ. Секако, дека овој план можел да го оствари само Бог, користејќи човечки орудија. И затоа денеска тоа го апелираме често пати, Бог бара луѓе, Бог бара девојка и момче, Бог те бара тебе и мене, да не употреби, не да не користи, туку да не употреби, но ние имаме слободна волја да му дозволиме на нашиот Бог. Чудата на вистина, вели Библијата, станувале едно по едно, едно по друго. А народот страна само немо го посматрале и се восхитувале, некои плачеле од радост и го славеле Бога. Кои били тие чуда? Дали ќе се присетиме? Број 1. Стапот на Мојсе во што се претворил? Значи, стапот и на оние гаталците фаронови исто така се претвориле во змии. Но како се докажал дека стаповите, змиите на Мојсе се посилни? Така е. Ги голтат змиите на фаронот, односно на гаталците. Водата се претвара во крв. Жаби и вошки ја прекриват египетската земја. Замислите. Секаде само таму нема. Каде? Во Гесемската покрајина. Или дел каде што живееле израелците. Помор, болести, град во Египет, но не и во делот каде што живееле робовите израелци. Скаколци и мрак во Египет. И на крајот, најтешкото зло. Што не можел фараон да го поднеси, неговото срце само што не пукнало. Правенците на израелците остануваат во живот. Народот гледам, се восхитува и плаче од радост и го слави Бога. Додека синот на фараонот знаеме дека страдал. И сега народот излегува. Почнува таа визија на Мојсеја. Тој план, радикален, полека да се остварува. Ја напуштаат Гесемската земја. Го оставаат фараон позади нив. Ги оставаат дупките со кал, во кои газеле со години, со генерации. Правеле цигли. Ги оставаат куќите трошни во калта, во кои живееле. И тие тргнуваат и одат, но каде одат? Каде? Па во витената земја. Но по кој пат? По краткиот или по подолгиот? Попладнуваме посебна тема. Кој пат да го следиме? Краткиот или долгиот? Тоа ќе остане за попладне. По кој пат тргнали израелците? По краткиот или долгиот? Долгиот, по долгиот пат. И навистина, израелците, иако сега биле физички слободни, но тие во умот и понатаму биле робови, робски размислувале. Се уште биле заробени со лоши навики и грешни мисли. Но, почитувани, иако тргнале по долгиот пат, тргнал и Бог со нив. Не ги оставил сам. Но Бог почнал постепено да од нив создава слободен народ, со слободен ум, со слободен дух. Никако христијани адвентисти со право може да кажеме дека сме се ослободиле од многу зависни работи. Јас знам дека никој од нас не пуши, не пие алкохол и други штетни навики. Но Бог со тоа не се задоволува. Ние мора уште еден исчекор да одиме напред. Да се разликуваме од младите на овој свет. Да се разликуваме од луѓето ново општество во кое живееме. Тој сака да не ослободи од омразата, од озборувањето, од грешните желби, од формалната побожност, која нема врска со вистинската побожност. Бог сака да не одвои од гревот. И затоа денеска Бог има радикален план за тебе и за мене. Тој сака да бидеш слободен од се она што не прави денеска да бидеме робови. Дали е тоа стравот, дали се тоа злите желби, дали е тоа омразата или пак можеби финансиска
finansijski problem. Сепак Бог сака да бидеш негово дете. Наистина, ono što misliš денеска дека е невозможно, како што старите израелци, кога дошол Мојсей и го објаснил планот, тие рекле, момче, нема шанси. Ти сонуваш изгледа. Па нема шанси фараон да не ослободи. Па тука се 2 милиона работници, бесплатна сила, која ќе му престане да прават цигли, а од тие цигли били изградени многу градови. Читајте во Библијата, ќе видите, големи градови биле изградени токму од таа работна бесплатна сила. Момче, ти имаш визија, но таа визија ти е фалш. Не може да се оствари. Со тие зборови сакале да го угаснат тој оган кој тлеел во срцето на Мојсија, запален од Бога, за да ги ослободи израелците и да ги упати кон ветената земја. Денеска Бог сака да го изложи пред тебе, пред мене, тој радикален план. Да немаме проблем, да немаме страв, почитувани. Тој е подготвен да прави чудо во твојот и во мојот живот. И затоа, како што одел Бог пред старите израелци, со тој столб од оган, ноќ и дење, денеска Бог сака да оди со тебе и со мене и во нашиот живот. Тој столб од облак дење и во столбот од оган ноќе. Но дали ние ќе му дозволиме тоа Бог да го прави? Или ќе кажеме, не Боже, ти благодарам, можем јас сам. Меѓутоа, бидете искрени, секојаш кога сме покушавале сами да одиме, сме се разочарувале, сме паѓале во депресија и во разочарување. Наистина, ова место на израелците е место на проблем и страв. По тој долгиот пат тие патувале, какви се пречки имале? Сега да не отвараме Библијата и да не читаме. Навистина имале проблем со вода, имале проблем со жешкото сонце. Бог ставал облаци. Понатаму патувале претежно ноќе кога било свежо. Имале проблем со храна, но Бог на време се им давал. Жените не морале да месат лебови, не морале да готват, да пржат компири. Од каде храна набавувале? Од кој маркет? Од Веро? Од Тинекс? Од небото. Тој маркет се викал небо. Бог им давал бесплатна храна. Секое утро, тазе. Но не требале да бидат себични. Туку доволно само за тој ден. А во петок има дупло количество. И за сабота. Тоа било знак да свата дека во сабота не се готви, не се пржи, не се вари, не се купува. Се што ќе правите, вели Библијата, правите во петок, за да имате доволно и за сабота. И навистина, отеднаш израелците кога патувале, наишле на проблем. Таков проблем, што дотогаш го немале во нивниот живот 400 години, иако биле робови. Пред нив се испречило Црвеното море, десно Карпи, лево планина, а позади елитната војска на фараон, испратена со коли, борбени коли и со најелитната војска. Дошле да ги вратат тие 2 милиона повторно назад, зашто фараон се предомислил. 3 дена немал кој да му работи. И фараон го запалил својата војска, во смисло ги потикнал, наредил, одете и вратете ги. А начело на таа војска бил самиот фараон. Тргнале, но Бог имал план. Бог имал план со нив. Бог денеска има план со тебе и со мене, брати и сестро. Само да се препуштиме целосно, да не бидеме во ситуација која ќе изгубиме нашата вера. Едноставно блокирани од сите страни. Но Бог и тебе денес и сите нас почитувани не води во нашиот живот. И ние ќе имаме проблеми, се појавуваат проблеми во нашиот живот. Но не треба да учајуваме и да паѓаме во депресија, да кажеме, Бог не заборавил. Бог никогаш никого не заборава. И сега да се вратиме тамо во групата на водачите, на израелците, се вратиме во главите на тие стари израелци, што размислувале. Еве малце ќе си земам слобода и да дзирнеме во нивните умови, што размислувале тие стари израелци, кога се нашле пред нив море, позади војска, лево и десно, стапица голема, планини, ридови, карпи. Број 1, прашање кој им провејувало во нивните глави.
Ajde da izvršime kolektivno samoubistvo. Nema izlez. To nije izlez od da ne se predademe, da izvršime samoubistvo. Od istorijete na makedonski narod komitite ili ostanatite revolucioneri vo našата država ги дале своите животи кога дошле во теснец од непријателите и си ги одзели животи. Така, Крушевската република и други наши предци или дејци кои ги дале своите животи, мислејќи дека на тој начин нема се предадат, а ќе бидат херои. И ове стари израелци си велеле, ајде да се убиеме. Не сакаме да се предадеме во рацете на египчаните. Тоа било број 1. Второ, дали да се предадат на египетската војска. Број 3. Дали да умрат или да се вратат на стариот начин на живење. Тоа се прашања кои молневито провејувале низ нивните умови. Немале многу време за размислување, зашто биле во прашање часови или минути. Број 4. Дали не мокно да се предадат пред египчаните со бело марамче. Да извадат марамче, знаете, и да мафтаат. И тој знак дека се предаваат, како за време на партизаните. Или пак да ги кренат своите раце кон небото, кон Бога и да пекаат, да викаат, да барат помош. Боже, нашата шанса, нашиот излез го гледаме само во Тебе. Тоа биле неколку прашања, почитувани, кои поминувале низ умовите на старите израелци. Што да прават? И Библијата, еве што вели. Како израелците се однесувале во тоа време? Одиме во втора книга Мојсеева, 14 глава. Овде Мојсеј така ни ја насликува сцената. Да видиме како се однесувале старите израелци. 14 глава, втора Мојсеева, од 10 до 12 стих, еве го извештајот. Кога фараонот се приближи, израелците погледнаа и забележа дека египетците се во потера по нив, па ги офати голем страв. Сте виделе човек кога е исплашен, како се однесува? Сте виделе човек кој е во страв, како изгледа надворешно, физички? Па сите сме биле во некој фази на страв. Наместо да тргнеш во лево, ти тргнеш десно. Збунет си. Замислите што вели овде Мојсеј, ја опишува таа гледка. И израелците извикаа кон Господа. Тоа не било обично викање. Тоа било викање на старци. А знаете старец кога плаче, како тоа е грозно, како тоа чувствително. Викаа кон Господа. Зар немаше гробови во Египет, му рекоа и на Мојсија, па не извади да изумреме во пустината. Каква услуга ни направи што не изведе од Египет? Зар не ти го рековме токму ова во Египет? Пушти не, ќе им служиме на египетците. Подобро ни е и ним да им служиме, отколку да загинеме во пустината. Еве со какви мисли, почитувани, се занимавале старите робови израелци. Со песимистички зборови, со песимистички реченици бил оптеретен нивниот ум. Нема ни излез. И секој водачот се криви, знаете, кога нешто ќе шкрипи. Овде Мојсеј бил на тапет. Само што не го убиле, само што не го задавиле, само што не го растргнале. Ти си крив, ти си виновен Мојсеј. Ти реков му ште долу на почетокот, зошто не вадиш? Тука сме робови, не ни е лесно, но што имаме таму? Каква храна? Брзо мислите. Краставици, дини, кромит и месо дури имавме. Замислете, што трапеза богати имале. Во ред, вегетаријански е многу добра. И затоа имале сили да издржат. Но човекот е подготвен брзо да се врати на стариот начин на живење. Бог толку чуда им правеше во пустињата, вода им даваше храна. И денес како на човек му направиш 99 потребни работи, само едно не му направиш, човекот ќе ги заборави сите оние убавите, ќе ти го памти лошо. Интересно колку е народот зол, колку е човекот низок во своите барања, во смисол неблагодарен. Зар немаше гробови, а уште не дошле до гроб? Уште не дошле до гроб, но тие веќе во умовите гледале како пливаат по морето. Зашто? Нема излез. Да се живе на стариот начин било најголемо искушение за нив. Новиот живот, иако бил во
поатрактивен, за нив бил далечен сон. Мојсија им ветува еден нов живот во нова покрајина. Таму што ќе има за храна? Она позната реченица. Мет и млеко. Има ли подобро тоа? И тоа провејувало во нивните умови. Мојсија им ветува, Бог им ветува мет и млеко. А тие сонуваат. Тоа за нив недостапно се уште. Тоа што Бог направил толку чуда, што ги водел во столбот на облакот, брзо било заборавено кога дошла кризата. Најде видиме што прави Мојсија. Искусните водачи и во најтешките моменти ќе го смируваат народот. Читајме од 13 стих до 15. Не бојте се, му рече Мојсија на народот, стоите цврсто и ќе видите што ќе стори Господ за да ве спаси денес. Египетците што ги гледате денес, што ќе се случи? Никогаш веќе не ќе ги видите. Господ ќе се бори за вас. Не јас како водач, јас сум смртен, јас сум плашливец, Мојсија сака да каже. Јас сум еден од вас, истите, но бидите ве молам мирни, зашто викате кон мене, му рече Господ на Мојсија. Речи им на израелците да тргнаат на пат. Лесно е да се каже, ајде тргнете. Но кога имаш пред себе мор и тоа црвено, тоа не бил поток или реката Луда Мара, летно време една педа вода. Тоа било море, стотици метри длабоко. Бог му вели на Мојсија, што чекаш Мојсија? Поведи го народот. И замислете го тој старец Мојсија, искусен човек кој 40 години се подготвил за ова служба во пустината, сега треба прв да зачекори, прв да направи чекор, а по него и останатите. Мојсија како искусен водач, почитувани, застанува на чело на израелскиот народ и му вели, не плашете се. Господ ќе се бори за нас. Господ ќе не избави. Почитувани, кога го следиме Бога, ќе има и резултати, ќе има и благослови. Кога го следиме Бога, и Црвеното море и денес може да се отвори. Но прашање за нас денес, кого ние следиме? Бога или некој свој Бог? На ова прашање треба да одговориме што побрзо. Бидејќи секој одложување може да биде судбоносно за сите нас. Еле што вели во книгата Петата свеска на сведоштвото. Елена Вајт го кажува следново. Цитатот е силен и не поврзува нас како генерација. Сатанските стапици ни се поставени и нам, исто онака како што им биле поставени и на децата Израилови, непосредно пред нивното влегување во Ханан. И сега ова реченица е за мене и за тебе. Ние ја повторуваме историјата на тој народ. Нека Господ ни помогне да се потреме целосно на Божите ветување. Ние денеска се нарекуваме духовен Израел, следбеници на патот, следбеници на оној пат кој Исус го поставил. Но да не ја повториме, почитувани, историјата на тој народ. Кога гунџале, кога негодувале, кога викале против Бога, против Мојсија. Нивната врска со Бога била толку тенка, што само еден мал проблем пукала таа врска, наместо да била чврста, зашто имале видливи докази дека Бог е постојано со нив, дека Бог и правил навистина чуда. Ја не знам денеска да направи Бог едно такво чудо кај нас. Што ќе се случи со нашите цркви? Ќе бидат преполни. Да се случи да паѓа мана денеска. Во петок да падне 2 пати и ние ќе им велиме на луѓето, гледате, во петок паѓа 2 пати, а во четврток нормално ќе падне. Зашто саботата е 7-ми ден. Меѓутоа, израелците толку години, 40 години јаделе мана. И се уште биле тврди вратови, вели Библијата. Брзо нивната врска со Бога пукала. Се губила таа конекција затоа што биле подложни и се подпирале на својата сила наместо на Божјата. Сатанските стапици и денеска се слични, може малце камуфлирани, може малку избалансирани према условите во кои ги живееме. Но сатанските стапици се поставени и нам, онака како што биле поставени на децата Израилеви, непосредно пред нивното влегување во Ханан. Ние како христијани, како генерација веруваме дека сме на прагот пред да влеземе во тој небесен Ханан. Сатаната ќе постави
невидливи стапици. Како што војската поставува бомби доле в земја и кога доаѓа нагазни мини, и кога доаѓа непријателската војска нагазова и гине. Сатаната се повеќе ќе постава такви нагазни мини невидливи. Или толку ќе бидат привлечни што ние самите ќе ги активираме. Ако не бидеме заштитени, ако не бидеме заштитени со тие апарати кои ќе ги откријат тие нагазни мини, а тоа е Библијата, вистината, Светото писмо. Затоа, драги млади, знам дека сме оптеретени со многу други обврски, да наоѓаме време да ја читаме Библијата. Таа ќе биде наш заштитник, таа ќе биде наш компас, наш водич во нашиот живот. И нема да загинеме на тоа бојно поле, туку ќе излеземе храбри, ќе бидеме херои, односно ќе излеземе на другата страна читави, здрави. И таму Исус ќе каже: добри и верни слуго, си бил верен во малку, влези во радоста на мојот Господар. Нека Господ навистина ни помогне да го следиме Бога во нашиот живот, тој да биде наш водач и спасител. Амин.